особено кога импровизира. Прво, ве молам, значи, кога оцитирате Тукидид, најважното е да кажете дека, според него, силните го прават тоа што можат, не што сакаат, тоа што можат, а слабите тоа што мораат. Ама, кажавте вие, не сме во 4 век, не одиме 2 милениуми назад. Денеска има Совет на Европа, денеска има Обединети нации, денеска има Европски парламент, денеска има Меѓународен суд. Стравот, вие зборувате за стравот, јас воопшто не споменав страв, значи тоа е ваш проблем. Второ, што всушност не ви напишаа или не ви кажаа? Знаете што изјавивте вие денеска? Ние како собрание. Овде, ние не сте вие собрание. Ама овде требаше вашиот министер за се што одлучуваше, изборуваше и со бугарската министерка или било каде да дојде и да добие согласност. Лисабонскиот договор никогаш ни во Комисија за надворешни односи, ни во Национален комитет, ни во Комисија за евроинтеграции, нема предлог на Црногорскиот парламент што не го прифатил министерот за надворешни работи. Престанете Лисабонскиот, значи Лисабонскиот договор е договор за парламентите. Ете уште едно објаснување. Второ, немојте да ламентирате со Црна Гора и Хрватска. Хрватска и Црна Гора не ни ставија никакво вето. Немојте да го споменувате примерот со Хрватска, бидејќи во историјата на менување на преамбули еден пример има во Индија. Хрватска само додаде, ама знаете ли кого додаде? Автохтоните ги имаше малцинства и ги додаде сите со кои живееше 50-60 години заедно. Не е конкурс ова па да се јавуваат. Убаво си кажавте, Устав се менува кога ќе завршиме со преговорите и кога навистина, очекувајќи нашиот јазик тогаш да стане службен јазик, до тогаш некои дипломати ќе го научеле, замислите, да 15-20 години, тогаш ќе го смениме Уставот. Зошто? Бидејќи Уставот вели во членот 2 дека суверенитетот извира и им припаѓа на граѓаните. Вие не знаете што е поделба на власт. Овде тоа ќе се случува и не може да ветувате ништо за што не сте надлежни.